Благодарам, колега Джафери, колеги пратеници. Накратко ќе се обидам да го кажам ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и на Коалицијата за подобра Македонија како ќе гласа по предложениот закон. Се работи за нов закон кој што регулира материја за јавни набавки во еден од најголемите ресори, а по обем на јавни набавки, ако не и најголем, со оглед на тоа што набавките во ресорот одбрана се со повисока цена и вредност од останатите ресори и мислам дека заслужува соодветно внимание од наша страна. При првото читање, односно утврдување од потребата на носење овој закон, како опозиција тогаш се изјаснивме дека ќе ја поддржиме потребата од носење на овој закон, затоа што сметаме дека треба да се направи чекор во насока на поедноставување на постапките, бидејќи во минатото се соочувавме со доста комплицирани процедури и имавме ситуација да не на време се извршува јавните набавки во ресорот одбрана и имате ситуација на поништување на тендери, како сега што се поништаат тендерите за униформи, за храна, за опрема и така натаму. И сметавме дека треба да се поедностави процедурата, меѓутоа никако на штета на контролата и на транспарентноста. За таа цел ние како опозиција изработивме десетина амандмани кои што помагаа да овој закон подетално ја прецизира транспарентноста и контролата и се надевавме дека во процесот на разгледување на овие амандмани, тие амандмани ќе бидат прифатени и дека на еден начин ќе се создадат услови да се придобие довербата и на опозицијата да го поддржи овој закон. Меѓутоа, на наше изненадување, само мал дел од амандманите беа прифатени, иако на самата седница на Комисијата за европски прашања од страна на председателот на комисијата беше кажано дека амандманите се многу рационални и издржани и дека ако сме ги преговарале како што беше тогаш кажано, шанса 100% да бидат прифатени била голема. Меѓутоа, јас сметам дека амандманите се доста разбирливи и лесно читливи и дека нема потреба да се разговара за нешто кое што очигледно е дека оди во насока на подобрување на законот. Па така, само кратко ќе спомнам што не беше прифатено, што за нас како опозиција е пречка да го поддржиме овој закон. Не беше прифатен амандман со кој задолжително се бара од потенцијалниот партнер на Министерството како понудувач или подизведувач на одредени работи да достави соодветна документација со која ќе потврди дека тој има капацитет да управува со класифицирани информации, бидејќи при процесот на јавна набавка неминовно е тој да има допир со класифицирани информации. Исто така не беше прифатено амандман со кој регулираме дека Министерството за одбрана поседува соодветни информации за фирмата која што се јавува како понудувач или подизведувач за проблематика од сферата на проценување на безбедноста на таа фирма и односно потенцијален ризик за лиферување на информации кои што се класифицирани. Понатака не беше усвоен амандман кој што регулираше како на кој начин ќе се утврдува и ќе се прави процена на вредноста на самиот договор. Со амандманот ние предлагавме да се земат во обзир и пазарните услови, што е од основните економски параметри при правење проценка на вредност на еден договор. Не беше усвоен амандман со кој баравме да се намалат лимитите за кој овој закон нема да важи, меѓутоа нема да важи ни законот за јавни набавки. Така да со предложениот закон се предлага лимити за стоки и услуги до 50.000 евра и лимит од 100.000 евра за останати работи за кои овој закон нема да важи, ниту ќе важи законот за јавни набавки, а понатака ќе видите дека и со останатите неприфатени амандмани, кај што предлагаме да Бирото за јавни набавки има поголем надзор и контрола, дополнително се подгрева сомнежот дека се остават многу празнини во законот да биде злоупотребен и во иднина да имаме скандали во оваа област при набавка на работи врзани за одбраната.
Со оглед на тоа што ова влада, една од своите први одлуки беше да се укине Советот за јавни набавки, кој што беше орган кој што помагаше во контролата при спроведување на јавните набавки, сметавме дека Бирото за јавни набавки треба да ги задржи, да ја задржи својата надлежност како при Законот за јавни набавки, исто така и во овој закон, меѓутоа не беа усвоени и тие закони, односно амандмани, кај што кажуваме дека Бирото за јавни набавки врши надзор и контрола со претходен донесен правилник за истата работа од страна на Бирото. Исто така и во делот на набавките кои што се реализират преку непосредна спогодба, предложивме да одат прво со мислење од Бирото. Не знаеме од кои причини и ова не беше прифатено, зошто смета мислење на Бирото за јавни набавки, дали одредена работа треба да се купи со непосредна спогодба или за неја да важи Законот за јавни набавки во одбраната или другиот закон за јавни набавки. Не беше прифатен и амандманот со кој сакавме рамковните спогодби да ги скратиме од 7 на 5 години. Сметаме дека 7 години се премногу. И исто така една од работите кои што сакавме да ги коригираме, е тоа склучување на анекси на договорите. Република Македонија 30 години е сведок со многу афери и скандали токму со анексите на договорите. Со новиот закон се предлага анексите на договорите да ја надминат границата од 20% како што досега беше регулирано во Законот за јавни набавки, и со овој закон се да овозможува анексите да бидат во висина од 30% од основниот договор. Наше мислење беше дека апсолутно треба да го намалиме просторот за анекси, ако одредена институција има потреба од дополнителна набавка, да се спроведе нова постапка, транспарентна, со јасни правила на игра, а да не се манипулира со склучување на анекси, особено не да се зголемува вредноста на анексот, како што се прави со овој договор, односно со овој закон, наместо досегашните 20% на максимум 30% од вредноста на основниот договор. Ова се доволно причини да ние како опозиција при изјаснувањето сега во второто читање гласаме против, бидејќи сметаме дека на Министерството за одбрана треба да му се помогне во делот на поедноставување на постапката, меѓутоа овој закон напротив води на штета на контролата и на транспарентноста. Не сакаме Македонија да биде дел од земјите кои што од регионот или пошироко ги пратеа големи скандали при набавки во областа на одбраната. Имаме соседни земји од регионот кои што паѓаа влади во вакви ситуации, меѓутоа за жал мнозинството одлучи така како што одлучи, ги вашите амандмани, и затоа ние ќе гласаме против ова законско решение. Фросина Ташевска-Раменски, имате реплика. Благодарам